Зашто нивно е царството небесно, блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се... Ако немате некој што ќе ви даде подкрепа да го издржите притисокот, тие луѓе ги снимивме минатата година и го имаат чувството дека се оставени, дека немаат родители, дека немаат мајка и татко, дека немаат матична земја, дека не се исполнува првата и единствена Божја заповед: љуби го својот ближен како самиот себе си. Како да останеме во љубовта? Вилијам Шекспир, Офелија, има еден стих: ние знаеме што сме, но не знаеме што можеме да бидеме. Ако не сте ја читале Библијата, ќе мислите дека тоа го напишал Вилијам Шекспир. Но да се вратиме на претходната сцена, познатиот монолог да бидеш или да не бидеш. Да бидеш или да не бидеш. Далеко благородно за духот е да издржиш пред браките и стрелите на бесната судбина или оружје да кренеш. Хамлет понатаму на Офелија и вели, не можејќи да се додржи во љубовта, оди во манастир, зошто да раѓаш грешници. Потоа ги кажува стиховите: Господ ви дал едно лице, вие од него правите друго. Сету цукате, врцкате, шушкате. Како што го носиме обликот на земниот, така треба да го носиме и обликот на небесниот. Стихот што го кажува Офелија, ние знаеме што сме, а не знаеме што можеме да бидеме, има во прво Евангелие. Таму се вели: сега сме чеда Божји и знаеме што сме, но не знаеме што ќе бидеме. Кога ќе знаеме, ќе го видиме каков што е. Ние зборуваме за небесен Отец. Ребека Вест, американската новинарка пред Втората светска војна, после престојот во Македонија, ја кажува реченицата која е многу вистинита и не отсликува состојбата во Македонија. Културата во Македонија не е технички трик, туку духовна, суштинска врска со Отецот Небесен, Создателот и Неговиот Син Исус Христос. Инаку како ние ќе се додржиме кога од сите четири страни и денеска и секој ден како Сатан им тргнеме подат, а ние треба да останеме во љубов. Кога излегувам тука, го молам Отецот да ми даде љубов во срцето. Од мене ми доаѓа да го земам мечот и да речам како Шекспир, како Хамлет: ил оружје да кренеш. Но Господ вели: војната не е ваша, туку е Божја. 30 години театар, скрби и утеха. Ако е нешто од луѓе, ќе пропадне. Ако е нешто од Бог, ќе се додржи. Го кажував тоа многу пати. Сумата која е добил театарот од надлежните институции, како ова, за 30 години е помала отколку што една институција, некој градски театар во Македонија добива само за една година. Но ние имаме Отец на небесата кој не држеше. Излегувам тука и барам да имам срце што не осудува. Зашто и денеска, замислете, Бог ги дал имињата на народите. Бог не избрал, Бог не запишал. Двата народа кои се важни, евреите, народ кој има завет со Бог како метафора и како реален народ, македонците, народ кој го повикува Бог. Тој не запишал. Не можел македонецот да го сонува апостол Павле ако тој не го познавал Бога. Го знаете тој стих: ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, Дела 16:9, Дела 15:10, и ќе изберам народ
меѓу незнабожците кои ќе го прослави моето име. Значи нас Бог не именувал. Што треба ние да смениме? Зошто сме ние овде? Пред се да го славиме Бога и да ја славиме македонската култура која тој ни ја дал, не да ја раскрчмиме, не да ја продадеме, не да ја онадиме. Ако ние не можеме меѓу себе да се љубиме, љуби го својот ближен како себе си. Ако јас не можам да ги љубам македонците во Пиринско, во Егејско, во Преспанско, во Албанско и секаде, ако ми се забранува, тогаш ние излегуваме од Божиот закон на љубовта. И тогаш ќе кажам не. Не може никој да го избрише тоа што го запишал Бог. Ние сме македонци, македонски театар и затоа постои скрб и утеха. Првиот скрб и утеха постоеше кога Македонија немаше држава. Можам ли да направам споредба дека и вториот театар скрб и утеха постои како да нема држава? Кога јас треба да ја пружам раката, за да добијам средства да ги поканам македонците. Кога пред 4 години некој му текна да ги укине овие средби, единствени средби во кои доаѓаа македонците, се запознаваа меѓу себе, од Егејско, од Пиринско. Тука се запознаат, тие не знаат каква порака испраќаме ние. Каква порака испраќаме ако не можам 10 години да добијам средства да појдам кај македонците од Пиринско. Нели зборуваме за културен надпревар меѓу народите? Нели зборуваме за Европа без граници, а тие ставаат граници во нашето срце, во вашето срце. Но јас го молам Бог да ми даде срце што не осудува. Зашто знам дека тој ќе дојде и ќе суди. Зашто ние сме овде затоа што тој ни дава подкрепа. Зошто ние не можеме да правиме театар кога славиме 30 години? Зошто морам да одам на комисија на второстепена, третостепена, не ги знам веќе имињата, да се жалам? Павле Воскопулус го кажа тоа пред 10 години. Тихо, грците да имаа ваков театар, ќе го фотокопираа, ќе го умножеа, ќе го праќаа по светот, а вие сте еден и не ви даваат да работите. Не, јас не се жалам, само ви кажувам како стојат работите. Но јас имам еден добар сојузник. Тоа е мојот Бог, кој е најбогатиот на светот и тој не додржа. Од театарот кој слави 30 години излегува продукцијата Дион и Свети Дух со преку 400 документарни приказни. Тие се емитуваат на телевизија Сонце. Динар немаме добиен од државата. Излегува преку 40 книги, меѓу кои преводи на македонци од Пиринска Македонија, на македонците од Албанија, преводи на вредни театарски книги. Излегува овие 26 македонски слави, кои почнаа собирајќи се дома со своји средства и завршуваат така. Може би треба да се подсетиме дека Војдан Поп Ѓорѓев Чернодрински, основоположникот на македонскиот театар, заврши како заборавен библиотекар во Софија. Кога македонските театри гостуваа во Софија, не го канеа на представа, а денеска го слават. Ме подсетува тоа на Енвер Роџа, ке ги убиеше луѓето, потоа ги прогласуваше за херои и им ставаше бисти. Замислете каков степен на нељубов. 30 години поминаа. За Господа 1000 години се како еден ден. Ние ќе продолжиме да работиме за Македонија, за да го почитуваме Божиот закон, љуби го својот ближен како себе си. Без разлика на се. И не може никој да не го менува името кое ми го дал Господ. Кој си бе ти да ми го менуваш името? Надвор од Македонија, сатано. Мене Бог ме именувал. Никој не може да ми го смени името. Зашто Бог сакал да има македонци, македонецот да дојде тука, да сонува апостолот Павле, и Бог вели, ќе дојдам при вас. Откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија. Тоа го вели нашиот Отец, тоа не го вели апостолот Павле. Тој зборува за Македонија, папок на светот, избран сад за свечена употреба да се шири светот Евангелие. Ете, тоа е приказната. А вие можете ли да останете во срце што не осудува, срце примирено во Бог, и да ги сакате бугарите, грците, србите, албанците, НАТО, европејците, кои ве плукаат, ве убиваат, да им го завртите другиот образ, образот на Божјата љубов, образот на Исусовата љубов. Ете, тоа е Македонија.
Не сретнав ни еден македонец во соседните земји, каде што тешко можат да се идентификуваат што мрази. Тие само пеат, се радуваат, сонуваат. Тоа е Македонија. Земја именувана и избрана од Бог. И ќе остане тоа, зашто Бог вели вака: ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш ниневејците? Зарем во Македонија нема еден праведник да ги спаси македонците? Мир вам до Божиот царство небесно. Добро вечер, почитувана публико. Имам чест да промовирам книгата Театарски источник. Тоа е 40-та книга на едицијата Крвта Исусова, едиција која што започна под името Лицеу и која што излегува во рамките на 30 лета Господови возобновен театар Скрби и утеха. Оваа книга говори за и е сведоштво за 30 Божји лета театарски битки, битки кои започнаа со идејата да се возобнови театарот Скрби и утеха на Војдан Чернодрински, театар кој што се обиде да направи еден пресврт на Балканот, обидувајќи се да направи приказ за тешката состојба на македонците на овој простор и обидувајќи се да предизвика симпатии кај другите балкански народи, за да ги натера да разберат дека македонците своевремено се обидоа и успеа да го спасат светот од само уништување. Тоа беше во антиката и дека не постои начин како Балканот, Европа, светот да се заштити, да се спаси сами од себе си и да се обедини без да се обединат македонците. Таа негова идеја успеа своевремено преку едно театарско дело Македонската крвава свадба да ја расшири македонската приказна. Поминаа години и потоа се најдоа на истите овие простори луѓе кои што помислија дека е време повторно да се возобнови таа идеја и таа мисија на Војдан Чернодрински во обид прво да се овозможи мост на поврзување преку македонците, на македонците преку тие балкански ѕидови кои што беа поставени низ светските војни, но не на начин како што тоа вообичаено се сваќа, туку обидувајќи се да ги обединат македонците, а преку македонците да го обединат регионот, Европа и светот. Ние до ден денеска слушаме приказни и желби за обединета Европа и обединет свет, меѓутоа од друга страна гледаме дејства насочени за и понатаму да се подигаат уште повисоки ѕидови кои што ќе не разединуваат нас македонците и на крајот на краиштата не ни се овозможува во еден свет кој што говори за слобода, отворени граници, една нормална комуникација и размена на култура. Оваа книга на почетокот започнува со став дека е напишана според Аристотеловата поука дека театарот и уметноста не ги прикажува работите онакви какви што се, туку какви што би можеле да бидат. Бидејќи тоа е единствениот начин театарот да го најде интересот кај својата публика. Доколку животот оваков како што е, биде ставен на сцена, биде отсликан во уметноста, тој нема никаква вредност. Вредноста е тогаш кога преку уметноста и посебно преку театарот, одредени појави во општеството и во животот се обидеме да ги прочистиме, изфилтрираме и да пронајдеме решение и излез од сите проблеми. Се обидувавме во овие 30 години да извршиме оваа мисија наспроти сите блокади и проблеми што ги имавме
се обидувавме да извршиме својата мисија и се обидувавме да на некој начин го расшириме мислењето дека театарот може да им овозможи на луѓето да се подобрат самите себе си и да си го подобрат својот живот. Успеавме да ги надминеме тие така наречени македонски ѕидови, гостувајќи кај нашите браќа во Пиринско, во Егејско, во Албанија, гостувавме и во Србија, театаров гостувал во Шведска и секаде каде што гостувавме се обидувавме да на мајката сцена ги поставиме основните прашања што секој од нас мора во животот да си ги постави барем еднаш, а тоа се дали ако говориме за слога, заедништво и љубов, таа може да се реализира преку блокади, преку непочитување на другиот, преку омраза, преку шовинизам. И затоа, може би токму затоа, заради таа вистина што ја говоревме, истрпевме многу проблеми. Затоа што во Библијата пишува, ако човек ја говори вистината, ќе го намрзат луѓето. Меѓутоа, ако не ја говори, тогаш ќе биде осуден од Господ. Верувајте, токму затоа дејството на овој театар може да се нарече една апостолска мисија, театарска мисија, која што се обидуваше да разбие одредени заблуди, одредени бариери, како во главите на нашите соседи, но уште повеќе и во главите на одредени луѓе овдека, кои што не се обидуваа да помогнат, туку напротив се обидуваа да одмогнат и да блокираат дејноста на театарот Скрби и утех. Сепак, на некој начин, бидејќи го прифаќаме фактот дека се во животот се случува по Божја промисла и допуштение, ние оваа книга сакаме да ја посветиме на сите кои што не осудиле, повредиле, цензурирале, предале, спречувале да даруваме љубов и светлина на македонската култура, како и на оние кои што не признавале, но со еден заклучок дека им простуваме од се срце и душа и им даруваме благослов да ја пронедат во себе светата Божја љубов на Исус Христос и уметност. Затоа што на крајот на криштата одредени работи можете да ги направите онолку колку што ви е дозволено и допуштено според Божја промисла и допуштение. И благодарам што сте вечерва тука со нас. Сега ќе оставиме простор за нашите гости од Пиринско, оние со кои што често правиме она идими, дојдими, за да се подсетиме дека се уште сме тука и се уште не има. Ви благодарам и бидете внимателни. Трябва да тие така, по-тако, под око, вън.
Ја